Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата имаат човек кој вечерта на 15 октомври ќе ги отвори вратите на општината за живот, за промени, развој и единство. Човек, сограѓанин, пријател, верен, многумина од нас овде го познаваат лично, многумина имале прилика да соработуваат со него. Верен на своите убедувања, добар сопруг и татко, добар избор, бидејќи ги комбинира и патриотската и проевропската нота во своите ставови. Препознатлив во својата средина со сите потребни особини неопходни за еден градоначалник кој на своите плечи ќе го носи товарот на градот. Верувам дека ќе го стори невозможното и верувам дека ќе успее во тоа, зашто тој е кандидат по мерка на граѓаните на Крива Паланка. Токму затоа, драги мои кривопаланчани, е потребен човек кој со својот оптимизам и ентузијазам ќе докаже дека Паланка ќе биде голем регионален центар. Драги мои кривопаланчани, сега нема да ги штедите дланките, сакам голем аплауз додека на сцената се појави човекот кој што ќе не води во наредните години, човекот кој што на 15 октомври ќе ги отвори вратите на општина Крива Паланка за живот, за промени, човекот кој што е вреден за почит. Го поканувам на сцената да ни се обрати кандидатот за градоначалник и идниот градоначалник на општина Крива Паланка, Боријанчо Мицевски. Добро вечер, Македонија, добро вечер, победничка Крива Паланка! Верувајте ми дека ми ја разбавивте оваа вечер со вашето присуство, затоа што помеѓу вас гледам многу горди, весели и насмејани лица. Во оваа прилика, освен поздравот до сите вас, ќе упатам огромен поздрав за моите пријатели и поддржувачи кои што оваа вечер ги има во огромен број. Од Ранковце, Кратово, Куманово, Скопје. Ви благодарам за присуството.
Ми направивте огромна чест и задоволство и овие моменти за мене лично се историја. Верувам дека и за сите вас ќе бидат така. Што да се каже после такви зборови кои што ги добив како комплимент од Жаклина, доктор Ацо, доктор Горан, од нашиот министер, од нашата носителка на советничката листа. Немам зборови. Значи, ви благодарам од се срце за тоа мислење што го имавте за мене. И сметам дека со вакви зборови ми отворате простори за втор мандат. Благодарам. Се извинувам што не сум формален и не носам сако, ама не можам да се издвојувам од сите вас, затоа што ние во овие 10 години поминавме низа на битки, на протести, шарени револуции и што ли веќе не. Се знаеме многу добро како ги истрчавме тие 10 години во патики, тренерки, спиење, во паркови, во шатори и секаде онаму кај што имаше потреба. Така да и мојот настап оваа вечер ќе биде многу неформален во насока на креирање на многу подсврст линк помеѓу вас и мене. И како што пријателите не треба да имаат никакви тајни, еве јас за почеток ќе ви кажам една работа. Пред неколку дена имав тета-тет средба со мојот против кандидат, во кој што секако од куртоазија си посакавме среќа во изборната кампања и во таа прилика сегашниот актуелен градоначалник и мој против кандидат ме замоли за, ќе молам за достоинство, ме замоли за фер и достоинствена кампања без ниски удари. Еве, од тука му упатувам јавна порака дека во оваа изборна кампања нема да кажам ниту еден лош збор за него. За неговите дела ќе оставам да зборувате вие, институциите на правдата и проголот. Второто, и уште побитно, во тие моменти кога разговаравме, во неговите очи му го видов стравот од поразот кој што го очекува на 15 октомври. Вашето присуство и оваа енергија ми убедуваат дека тој пораз ќе го искорачаме на 15 октомври. Што ме мотивираше да се кандидирам за градоначалник на Крива Паланка? Еве, може би од вас некои ме познаваат малку повеќе, некои малку помалку. Фер и коректно да знаете и некои работи за кои што до сега не сте ги знаеле. Имено, мојата скромна биографија е следната. Роден сум 1971 година и детството и основното и средното образование го завршувам во Крива Паланка. Како одговорен и честен граѓанин во тоа општество, во поранешните Ју републики, заминав по завршување на средното образование на ослужување на војниот рок. За среќа на вистината, во 1991 година ме зафати виорот на војната во Хрватска и Словенија. Бев на фронтот неколку месеци и за среќа на вистината го ослужив целиот војен рок со пролонгирање од неколку недели и за моја и ваша среќа се вратив дома жив и здрав. Оно од поблиското моје минато, што никогаш нема да го заборавам во животот, е следното. Минатата година, за волја на вистината, бев учесник на поплавите во Скопје. Во тие поплави, заедно со моето семејство, се боревме и се изборивме да преживееме. За жал, морам да ги спомнам, изгубивме драги пријатели луѓе за кои што никогаш нема да прежалам. Зошто ви го кажувам ова? Ви го кажувам затоа што од тој момент јас во животот излеков една порака. Таа порака и парола за мене ќе остане за секогаш. Никакво богатство не е вредно
Вредно е само она што го имаме сега, во овој миг и во овој момент. Вчера е веќе историја, утре е неизвестно дали ќе го доживееме, а убавината е токму овој момент и овој миг. Затоа, радувајте го се на животот и бидете среќни во она што го имате сега, во овој момент и количински колку што можете да го поседувате. Сега, да не испадне дека сум маченик, најголемиот маченик на овој свет, во животот имам и убави моменти. Секако еден од тие моменти е овој, а вториот кој што би го издвоил е 2000-та година, која сретнав, односно стапивме во брак со мојата животна сопатничка Лагена. Плод на таа љубов се овие две мали дечиња, Горијана и Матеј. Оваа прилика дозволете ми пред сите вас јавно да им се извинам за сето мое отсуство во овие 10-15 години низ патиштата низ Македонија. Но во исто време барам и прочка затоа што битката не е завршена и во следните 20 дени исто така нема да ме гледате дома. Ќе ме гледате со моите соборци, вака скани ракави на терен, кога ќе извојуваме најголемата победа за Крива Паланка! Зошто мотив да се кандидирам за градоначалник? Реков, потекнувам од вас и припаѓам на вас. Затоа што маките на моето семејство или маките со моето семејство се и ваши маки. Затоа што во изминатите 10 години во борбата за слобода, независност и демократизација на Република Македонија поминавме низ многу патешествија и искушенија. Реков, припаѓам од вас и тука сум, нема да говорам на повисоко ниво, затоа што сакам да видиме рамо до рамо како што ги водевме сите битки во изминатиот период. Тоа ќе биде мојот човечки пристап и во мојата работа како градоначалник. Ќе бидам секогаш меѓу вас. Мојата кабинетска просторија никогаш нема да биде затворена за вашите проблеми. Затоа што сум човек кој што израснал со народот и ќе останам со вас. Моите човечки карактеристики се тие. Верувам дека ќе прифатите мојата рака, подадена, искрена, на соработка, искреност, честност и само така може да успееме и да генерираме нови успеси и за Крива Паланка и за Македонија. Во изминатите 15 години работев се и сешто и не се срамам од тоа. Поминав можеби низ 10 професии кои што не се моја лична професионална определба. И пак ќе кажам, потекнувам од работничко семејство и горд сум на тоа што сум. Затоа што моите родители ме учеа да бидам чесен, искрен, трудолюбив, да помогнам на возрастните и да ги почитувам, да им помогнам и да ги подужам помладите. Како што некој од моите соговорници претходни рекоа, имам 15 годишно работно искуство во невладиниот сектор, во кој што поминав можеби над 50 различни облуки. Менаџирав 30 проекти на локално, регионално, национално и интернационално ниво. Сето тоа ми даде многу знаења, вештини, умења, многу пријателства. Од друга страна, во 2 мандати сум советник во општина Крива Паланка и од близко ги запознав сите проблеми со кои што се соочува општината. Исто така, работев, како што реков, и во други професии и области, што ме изгради како личност и за мене најбитно во животот е работниот стаж, животното искуство и лузните од битките кои што ги преживеете. А верувајте, такви на моето срце има многу.
човеколюбец сум и ги почитувам сите луѓе. Тоа ќе се случува и во рамки на мојата локална самоуправа. Од неодамна ме назначија, ја добив честа да водам една значајна институција на национално ниво, а тоа е Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. И како прв човек на таа институција на сите вработени им подадов рака без разлика на нивната верска, етничка, партиска или било каква припадност. Што ми е поентата? Значи, ќе ги чувам моите службеници како моето семејство и ќе ги почитувам, без разлика дали се тие исти или различни со мене. Затоа што сите ние, како представници на тие институции, треба да бидеме професионалци во својата работа и одработиме она за што сме платени, а во слободното време да се занимаваме со политика, спорт, култура или она што ни е дарбата. Токму таквата подадена рака кон моите вработени во оваа институција допринесе вечерва не со што ги туркаа претходните власти во автобуси и комбиња додат на протести и митинзи. Јас сум горд, биејќи оваа вечер имам неколку представници од мојата институција. Ќе ја замолам за аплауз Наташа. И она што е најинтересно, дури со нив, со дел од нив, не се согласуваме политички, ама се почитуваме затоа што сме различни и тоа го ценам и ќе продолжам го ценам. Ќе молам за потпора, Наташа. Така е. Тоа е коректниот и човечкиот однос кон сите вработени во секоја институција. Пред се професионални, одговорни и во служба на граѓаните, а дури постоа политичари или било што. Крива Паланка има многу огромен потенцијал за развој. Колку тоа е искористено, знаете и самите. Како прв човек на општината, а знам дека ќе добијам таа доверба и благодарение на актуелната политичка власт која што е на централно ниво со нашиот министар за земјоделие, верувајте дека ќе креираме многу перспективи за локален економски развој. Ќе воведам пракса на оценување на државните службеници и наградување на крајот на годината за неуспешните, затоа што тоа тие го заслужуваат. Но ќе воведам и низа на други мерки, како на пример прогласување на најдобар стопанственик. Саши е тука. Ќе молам да го наградиме со еден аплауз. Затоа што Сашко со воденица е бренд на целиот Балкан, ама само во Крива Паланка го казнуваат и му праќаат инспекции. Не, тие што се успешни ќе ги наградиме. Оние кои што се помалку успешни ќе ги стимулираме да бидат како успешните, а оние кои што не знаат ќе ги подучиме. И бизнис секторот ќе биде основна клетка за развојот на оваа општина. Ќе пружиме низа на можности. Наставниците и професорите да се чувствуваат гордо за оно што го работат. Докторите да уживаат во својата професија. Во ординациите на доктор Горан и доктор Ацо да се раѓаат многу повеќе новороденчиња. Не по сила на закон како трето дете, туку како знак на љубов и почитување помеѓу сите нас. Ќе инвестираме во образованието, ќе инвестираме во ново зеленило, нови паркови и тротоари, но ќе работиме и на поврзување на општината Крива Паланка со останатите соседни општини во регионот, како што е Кратово, Македонска Каменица, Кочани, но и со соседните држави, Кјустендил и трговиште кон соседна Србија. Верувајте дека она што е културно-историско наследство на општината и сето она што го имаме како потенцијал во производство на здрава храна или развој на алтернативен туризам, искористување на обновливи извори на енергија или алтернативни извори на енергија, сето тоа можеби е недоволно ставено во функција на општината. Со нови планови и стратегии ќе направиме перспектива која што ќе градиме
во следните 10 години. Верувајте дека клучот на успехот е да го запреме екзодусот на младите луѓе. Ја знам дека, например, Чичко Трајче, тетка Верка или останатите солзи им течат кога денес зборуваат со своите внуци на Скайп или на Фейсбук. Не, тие не го заслужуваат тоа. Тие заслужуваат во овие одминати години на својата возраст нивните внуци да бидат покрај нив, а не со нив да се слушаат на Скайп или на Фейсбук од некоја европска дестинација или од Америка. Сето тоа ќе биде како стимул да ги задржиме младите луѓе тука меѓу нас и да им пружиме достоинствена перспектива со солидно вработување, со солидна плата. Верувајте дека верувам дека тоа ќе биде така, во овој мандат кој што ќе го одработиме заедно со вас, затоа што оваа енергија која што имам вечерва, верувам дека ја црпам и во следните 4 години, откако ќе одобијам мандатот, ќе им биде од огромно значење и за мене, но и за сите вас во оваа борба за просперитет, напредок и подобро место за живење како што е Крива Паланка. Таа заслуга нема да биде само моја заслуга. Овој млад тим на луѓе кои што се пред се фамилиарни, честни, достоинствени, професионалци во она што го работат, ќе биде мојот ветар во грб и верувам дека заедно со ваша помош и со помош на централната власт, а имаме многу области на соработка во кои што можеме да пружиме и да инвестираме во градот, како што е нова сообраќајница за поврзување од Ранковце кон Деве Бај и соседна Бугарија, пограничното поврзување со Голеш и Трговиште се само малку од можностите кои што ни се пружаат. Верувајте дека сета моја љубов која што имам во себе ќе ја вложам за доброто на Крива Паланка. Некои велат дека тие што заминале од Крива Паланка не се враќаат. Еве, јас ја подавам оваа моја рака на искреност и честност, на разбирање на вашите проблеми. Ајде да ги здружиме силите и од 15 октомври да почнеме да градиме една нова, подобра перспектива за сите нас, подобра перспектива за Крива Паланка. Ве убедувам дека успехот за Крива Паланка нема да биде само мој, ќе биде заеднички, заедно со овие луѓе кои што ги имам во овој тим, кои што се покрај мене. Сите се тие честни, искрени, достоинствени и сите тие ќе го почитуваат кодексот на добро и професионално однесување и работење во својата професија. Немаме време за калкулации или пременагање. Ќе ве замолам да ги сплотиме сите наши сили и со оваа позитивна енергија, која што денес ја внесовме во оваа просторија, да излеземе и да шириме во текот на целата изборна кампања, која што ќе почне од понеделник натака, за да на 15 ве поканам заедно сите на градскиот плоштад ја прославиме големата победа за Крива Паланка, победа за Македонија. Ви благодарам.